Во 2023 година, јавните набавки во Македонија достигнаа рекордни 1,5 милијарди евра, што представува зголемување од 35% во споредба со претходната година, покажуваат анализите на Центарот за граѓански комуникации. И покрај ова, просечниот број на понуди по тендер бил само 2,7, а во 1/3 од случаите била поднесена само една понуда, што укажува на ниска конкуренција поради фаворизирачки тендерски услови и загубена доверба во фер надпревар. Истражувањата покажуваат дека 41% од службениците и 51% од компаниите сметаат дека има корупција во јавните набавки, а 23% од фирмите директно се соочиле со неа. Индексот на рационалност открива големи разлики во цените на истите производи, додека општините потрошиле 40% повеќе средства за набавки, со тоа што 25% од вредноста на сите тендери отишле кај само 10 фирми. 72-годишна планинарка, која вчера околу пладне беше пријавена за исчезната, утрово е пронајдена без знаци на живот кај местноста Ружин камен на Шар планина, соопшти Центарот за управување со кризи. Во повеќечасовната потрага биле вклучени ренџери од Националниот парк Шар планина, припадници на Министерството за внатрешни работи и специјални тимови. Жената била пронајдена на непристапен терен. Увид ќе изврши екипа на секторот за внатрешни работи Тетово, а известен и јавен обвинител. Центарот за управување со кризи известува и за спасувачка акција кај местноста Калдрма на Дојранското езеро, каде лице било забележано како плива при лоши временски услови. Лицето било пронајдено живо од страна на полициски службеници, кои интервенирале со чамец на концесионерот, бидејќи дирекцијата за заштита и спасување немала сопствено пловило. Две лица се пронајдени мртви во шумски пожар во планинската област на провинцијата Коринт, Грција, кој неконтролирано се шири поради силните ветрови. Пожарот, кој избувна во близина на крајбрежниот град Ксилокастро, е активен од неделата, а стотици пожарникари и 9 авиони се вклучени во неговото гаснење. Неколку села во областа се евакуирани. Полицијата информира дека телата се целосно изгорени и дека е потребна лабораториска идентификација. Грчкото Министерство за цивилна заштита отвори истрага за случајот. Грција оваа година се соочи со екстремни климатски услови, вклучувајќи го и најжешкото лето по најсушната зима досега, што придонесе за ниско количество на врнежи и зголемена опасност од пожари. По парламентарните избори во Австрија, политичкиот пејзаж е силно фрагментиран, што го отежнува формирањето на стабилна коалиција. Крајно десничарската Слободарска партија на Австрија освои 28,8% од гласовите, значително зголемување во однос на претходните избори, што им донесе 56 мандати. Иако Слободарска партија на Австрија е победник, не е сигурно дали нејзиниот лидер Херберт Кикл ќе стане следниот канцелар, поради комплексноста на коалициските преговори. Излезноста на изборите беше 78%, што е за 2% повеќе од претходниот изборен циклус. Народната партија на Австрија освои 26,3%, со што го загуби водството, додека социјалдемократите завршија со 21,1%, што е нивниот најслаб резултат досега. Од помалите партии, НЕОС забележа пораст со 9,1%, додека Зелените паднаа на 8,3%, што значи губење на 10 пратенички места во парламентот. Министерството за надворешни работи на Иран соопшти дека земјата нема да ги остави криминалните дејствија на Израел без одговор. Портпаролот Насер Канани истакна дека Иран ќе реагира на ликвидациите на лидерот на Хезболах, Саид Насралах, и заменик командантот на иранската револуционерна гарда, Абас Нилфорушан, во Либан. Иранскиот председател Масуд Пезешкијан ги осуди израелските напади врз сојузниците на Техеран, предупредувајќи дека таквите акции нема да останат без последици. CNN извести за загриженост од страна на администрацијата на Бајден, која стравува дека Иран би можел да го нападне Израел по убиството на Насрала. Извори наведуваат дека се подготвуваат мерки за заедничка одбрана, вклучувајќи потенцијални промени во воената позиција на Соединетите Американски држави. Во април, коалицијата предводена од Соединетите Американски држави и Велика Британија успеа да го спречи масовниот воздушен напад од Иран, потврдувајќи ја подготвеноста за одговор на иранските провокации. Палестинската милитантна група Хамас соопшти дека во израелски напад во Либан е убиен нивниот водач, Фатех Шериф Абу Еламин, заедно со неговата сопруга, син и ќерка. Нападот бил насочен кон нивната куќа во палестинскиот бегалски камп во Тир. Исто така, Народниот фронт за ослободување на Палестина соопшти дека тројца од нивните водачи биле убиени во напад во округот Кола во Бејрут. Очевидци изјавија дека нападот го погодил горниот кат на стамбена зграда, но засега нема официјален коментар од израелската војска. Израел вчера продолжи со офанзива против организации што ги смета за терористички, извршувајќи напади на неколку локации во Либан и Јемен. Израелската армија потврди дека напаѓала во Сидон, како и во Јемен, каде што најмалку 4 лица загинале, а 29 се ранети во воздушни напади на пристаништето Ходејда.
Властите во Либан соопштија дека во израелските воздушни напади загинале најмалку 105 луѓе, а во последните 2 недели е забележан пораст на смртни случаи, вклучувајќи и високи функционери на Хезболах, вклучувајќи го и нивниот лидер Хасан Насралах.